на сите, повторно денес со една тема која што е инспирирана од една случка која што пред малку ја видов со една мајка и малечко детенце, која што беше апсолутно наивно, звучеше, воопшто не изгледаше нешто трагично. Меѓутоа ме инспирира да мојот денешен монолог биде во врска со таа, а таа беше разговор помеѓу мајка и детенце, кој што беше, ајде брзо станува и затоа што тука вештерката ќе дојде. И мене толку интересно ми беше тој момент. Јас искрено никогаш не сум го користела како мерка за воспитување или мерка за постигнување на моите желби во врска со акциите на моите деца. Темата е што им правиме на децата кога ги застрашуваме со нереални ликови од приказните. Реално не правиме добро, напротив, има студии кои што се однесуваат на оваа тема, кои што кажуваат дека со тоа што ги застрашуваме децата, практично предизвикуваме нешто подлабоко кое што покасно се одразува непријатно на неубав начин. Значи, ние возрастните сме во состојба да процениме дали одредена ситуација или лик може навистина да ни наштети, дали имаме причина за страв. Например, кога гледаме некој филм и така натака, меѓутоа кај децата тој механизам за заштита не постои. Значи, апсолутно се представува застрашување. Всушност, кога детето се соочува со надворешната средина, основниот механизам кој што и го заштитува, првата емоција која што ја доживува и која што го заштитува од немили настани е практично стравот. Сега на долгорочно ниво докажано е дека дечињата кои што се застрашувани, практично се истите оние ликови кои што понатаму почнуваат да лажат, односно истите дечиња кои што почнуваат да лажат заради тоа што лажењето е еден вид механизам на заштита. Детските стравови можат да се претворат во многу посериозни состојби, а тоа е чувство на постојана вина, чувство на депресија, чувство на недоверба. Нашата задача како родители уствари да им помогнеме на децата да ги надминат рационалните стравови, кои што на почеток навистина се рационални стравови затоа што ги заштитуваат од многу немили настани. Меѓутоа, во улога на родител ние немаме право и имаме задача да им помогнеме на децата да ги надминат реалните стравови, а не да ги надополнуваме со некои измислени ликови од приказните, со волци, вештерки, старо купувам и така натака. Значи, за да може едно дете или една индивидуа да се носи со секојдневието, потребно е да биде ослободена од било какви стравови. Тоа беше денешниот мој монолог во врска со стравовите на дечињата и дали им нанесуваме штета, па следниот пат кога ќе ни падне на ум да кажеме дека доаѓа вештерката, треба да се преиспитаме дали треба да го искористиме тоа како метод на воспитување. Чао на сите!